Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која за вас ги анализира случувањата на интернет. Во оваа емисија подготвивме неколку теми. Тоа е расплетот на случувањата во Украина, посетата на грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос на Скопје, како и политичка анализа на состојбите во Македонија. Почнуваме првен со колумните и анализите посветени на случувањата во Украина. Но овој пат ќе видиме еден поинаков пристап на видувањата, значи нема да го видиме оној класичен дел каде што сите го поздравуваат она што се случи, каде што луѓето велат дека победила демократијата, туку ќе видиме што мислат другите аналитичари, новинари, како и оние кои го гледаат тоа што се случува во Украина. Еве тука насловот сам си кажува, вели, две димензии на една реалност. Или како BBC ја пренесува сторијата на Украина гледана низ очите на Москва. Тука е надписот на Фјодор Лукјанов, руски аналитичар, кој го анализира она што се случува во Украина, го анализира и односот на Русија кон таа земја и вели вака. Сепак, како и во случајот на Сирија, ова не е личен проблем. Јануковиќ е легитимен претседател на суверена држава. Кога би се дозволило да го делегитимизираат надворешни сили, па дури и да го симнат од власт, тоа би било нарушување на основните принципи на меѓународните односи. Поради тоа, Москва ќе го поддржува Јануковиќ и Башар ал-Асад во Сирија, иако е свесен за неговите слабости, за фрагилноста на целата ситуација и за ризикот од неговото симнување од власта. Москва верува дека промената на режимот би ја турнала Украина во анархија и на крајот би можела да се распадне како држава. Тој смета дека украинските политичари, без оглед на политичката определба, се неодговорни и непрофесионални. Украинската мирнодопска политика е сведена на бескрајни интриги на олигарсите, кои немаат поим што е тоа стратегија. Ете, тоа е руското видување на случувањата во Украина и односот на Путин спрема Јануковиќ. А колумна за настаните во Украина напиша и уредникот на вестникот Вечер Драган Павловиќ Латас, која едноставно е насловена како Украина. Тука Латас кажува зошто случувањата во Украина се важни за Македонија и како тоа е поврзано. Ваквите војни се водат за пари и моќ. Од секогаш било така. Русија е стабилна и силна, најголем извозник на нафта и газ во светот и најголем сојузник на моќната Кина. Доволна причина да се смета за опасност по интересите на Брисел и Вашингтон. На скапите американски војски и јаловата европска администрација, секој нов фронт им обезбедува продолжување на опстанокот и нови пари од буџетот. Настаните во Украина се исклучително важни за нас, за Балканот. Украина е прататковина на словените, на кои им припаѓаме и ние, македонците. Украина е еден од најголемите пријатели на македонската држава и нација последниве децении. Во војната 2001-та, Украина беше една од ретките пријатели кои отворено по сите основи застанаа зад интересите на македонската држава и безбедносните сили. Тоа е мислењето на Драган Павловиќ Латас. И настаните во Украина побудија големо интересирање и на социјалните мрежи. На социјалната мрежа Facebook се коментираше за овие случувања. Има различни мислења, а ние повторно ќе видиме дел од алтернативните размислувања за случувањата во Украина, кои не се, како што кажав, во линија на оние мејнстрим анализи кои се појавија во медиумите. Еве го Facebook статусот на политичкиот аналитичар Едмонд Адеми, кој вели: Тимошенко е на слобода, но да не заборавиме дека таа беше која ја упропасти портокаловата револуција и дека нејзините политички игри во тоа време против Јушченко го донесоа Јануковиќ на власт. Еве ќе видиме и некои од коментарите под овој статус. Еве, еден корисник вели вака:
Така е. И не само тоа. Таа направи 2 милиарди долари со бизнис со нафта преку Русија. Русите нормално сега го пуштија по вода Јануковиќ, пошто му престана употребната вредност. Дори во Русија не го прибраа, ептен им завршил работа. Еве и уште едно интересно мислење на поранешниот министер Ѓунер Исмаил. Ке видите вие, само нека заврши Олимпијадата. Вака зборуваат, сонуваат локалниве деликвенти преправени во природбеници. Тука Исмаил мисли дека се очекува руска интервенција во Украина. А дали до таа интервенција ќе дојде, останува да се види, бидејќи тоа е една од опциите која предвидуваат и странски политички аналитичари. Продолжуваме со социјалните мрежи, имаме уште еден интересен статус посветен на случувањата во Украина. Тоа е статусот на новинарот Срđan Стојанчов, кој вели: би било многу интересно Јануковиќ да победи на вонредните избори во Украина. И навистина би било интересно, тоа би била една прилично интересна разврска на настаните. И сега можеме да видиме дека на неговиот статус, значи кажано со жаргон на социјалните мрежи, се прилепува и Тања Милевска, која е поранешен дописник од Брисел на повеќе национални телевизии и која е добро ги следи меѓународните односи. Ке видиме дел од нивната конверзација. Милевска вели: не смее да се кандидира, нели, со подсмев. Па некој од неговата банда, не мора он лично, одговара Стојанчов. Неговата партија издаде соопштение да се огради од него како предавник и одговорен за настаните. Тука вели Милевска и го коментира она што се случуваше кога партијата на регионите на Јануковиќ навистина се огради од својот председател, на што Стојанчов одговара мудро. Исто така со смеење. И тука додава Стојанчов, вели: даде, сите ние сме поштени, он сам потепа толку народ. Нели дека партијата се обидува да се иземе од одговорност за случувањата. Ама да се вратиме на поентата. Мислам дека неговата партија ќе победи во русофонскиот дел, секако. Значи во делот кој е населен со руси. И сега прашање, кој дел е поголем? Значи, тука се во оваа преписка се анализираат пост случувањата, пост демонстрациите во Украина и сите оние опасности кои се уште може да настанат во таа земја и после изведената, слободно може да се каже, револуција. Емисијата ја продолжуваме со она што привлече големо внимание во земјата, а тоа е посетата на грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос на Скопје. Дел од познавачите на состојбите ја анализираат оваа посета, коментираат колку таа била корисна, што донела, дали има придобивки, дали има предвижување во спорот околу името меѓу Македонија и Грција и кој најмногу поентирал од неа. Почнуваме со колумната на поранешниот амбасадор Огнен Малески. Малески колумната ја насловил до посетата и по неа, и Малески вели дека со посетата Македонија не добила многу, тоест македонската дипломатија, и дека главните придобивки од самата посета ги однел Венизелос, а еве и зошто. Двојната улога на председавач на Унијата и на министер за надворешни работи на неговата земја очигледно му дадоа поголем маневарски простор на нашиот гостин од Брисел, Атина, кој тоа многу вешто го искористи да ја представи политиката на Унијата и што е поважно на својата земја, како конструктивна. Реализацијата на самата посета сигурно набргу ќе биде искористена како аргумент плюс во дипломатската игра за афирмација на грчката позиција, која меѓу другото тврди дека таа направила се, но дека другата страна е таа што треба да направи сериозен исчекор. Така вели Малески.
и аргументира зошто Венизелос посетата направена од улога на председавач на Европската Унија ја искористил во своја полза, но и во полза на својата земја. Тука го имаме статусот на Джейсон Мико, аналитичар кој често пишува за случувањата во Македонија. Тој за тоа коментира од Соединетите Американски држави и вели Венизелос ја кажува вистината. Грчкиот вице-премиер и министер за надворешни работи Евангелос Венизелос конечно си ја отвори душата и ја кажа вистината. Дури ако Македонија и Грција се согласат на заеднички прифатливо име, Грција нема да дозволи на Македонија да влезе во Европската Унија или во НАТО и конечно еден грчки политичар ја кажа вистината. Се разбира, Венизелос не го рече тоа со овие зборови. Она што го рече на 5 февруари на пленарната седница во Европскиот парламент во Страсбург беше: дури да предпоставиме дека спорот за името на магичен начин ќе биде решен утре, тоа сепак нема да значи дека одеднаш сме ги решиле сите проблеми што се однесуваат на пристапните критериуми. Во својата редовна колумна сакам да кажам, Горан Михајловски, главниот и одговорен уредник на весникот Вест, вели дека македонската страна не искористила добро посетата на Евангелос Венизелос во Скопје. Тој вели дека ниту новинарите не го искористиле тоа добро, дека се коментирале некои тривијални моменти од самата посета, но дека рече се никој не ја видел поентата од оваа посета. Па еве го делот на Михајловски посетен на посетата на Венизелос. Поголем проблем од проблемот со името е што за 23 години независност Македонија се уште не си го дефинирала државниот интерес за решавање на проблемот. Дали ни се допаѓало тоа или не, проблемот постои. Дали е фер или не, проблемот постои. Исто како што постои фактот дека поради тој проблем страдаме 23 години и проблемот не можеме да го игнорираме. И не можеме да се занимаваме со интересот на Грција во овој спор. Оти досега само тоа и го правиме. Ние се занимаваме со тоа што сака Грција, а не се занимаваме со тоа што сакаме ние. И уште поважно, како да го добиеме. За прв пат по 10 години во Македонија доаѓа грчки министер за надворешни работи. И главната вест беше дека Венизелос не дошол со авион затоа што не сакал да слета на Александар Велики. Не дошол од Солун затоа што не сакал да се вози по автопатот Александар Македонски. Не сакал да одржи заедничка пресконференција со македонскиот министер Никола Поповски, оти не сакал да се слика пред таблата на која пишува Република Македонија. Ама ете, направил крупен превид и спиел во хотелот Александар Палас. Тоа е нашиот интерес за решавање на спорот со земјата која го блокира нашиот напредок. Нормално, кога избираме амбасадори како за мајтап на конкурс и кога бутеме ојлевци и дојлевци во манера и сето тоа помножено со рамковни вработувања, добро е што и по 10 години дошол некој од Грција. Со тој себап го споменавме и името на јужниот сосед. Тоа е секогаш проницливиот и интригантен став на Горан Михајловски. Продолжуваме со колумната на Ирина Радовановиќ од Дневник, која вели дека Венизелос продолжил со неговата политика, која таа ја нарекува на некој начин фигуративно, нели, отровна. Вели мајсторот на интригите плете отровна мрежа. Има двострана подготвеност за интензивирање на диалогот, констатира Евангелос Венизелос на пресконференцијата во инфоцентарот на Европската Унија, на која се погрижи диалогот да се води само на англиски јазик, а не и на псевдомакедонскиот, за каков што го смета македонскиот јазик, со едно смешно образложение. Нема превод на јазикот на домакинот за да се заштеди на време. Понижување до даска, што би се рекло народски. Но не и неочекувано, оти само пред месец дена Венизелос во Сенатот на Франција објаснуваше како македонскиот јазик е псевдомакедонски, кој според бугарската влада и бугарската научна заедница е бугарски јазик.
Јазикот му стана средство на Венизелос да ја прикрие грчката шовинистичка политика, за да покаже дека Македонија нема проблем само со Грција, туку и со Бугарија. Откако пред 2 години успеа да издействува Софија да застане на нејзина страна, сега Грција не пропушта шанса да не ја користи Бугарија како штит на јуришот кон Македонија. Тоа е ставот на Радовановиќ, во која таа предвидува дека Бугарија ќе стане исто така голема пречка како и Грција на евроатлантскиот пат на Македонија. Продолжуваме со колумната на Бранко Тричковски, која, како и секогаш, е критична кон актуелната политика на актуелната власт. И при тоа Тричковски анализира дека всушност власта, според него, не сака да ја внесе Македонија во НАТО и дека се што се прави се само маневри и изговори во тој правец. Колумната е така иронично и насловена "НАТО, НАТО, ти си моје злато", нели по познатата детска песна. А еве дел од неговите аргументи. Идејата на вождот не е Македонија да влезе во НАТО, зашто тој влез би го симнал македонското прашање од дневниот ред во корист на македонците и на сите други. Се разбира, но за контекстот е битно да се нагласат македонците, а идејата на НАТО е да види што национален, општествен, политички и културен материјал екзистира и како се однесува тој колку оспоруван ентитет кон натрешните идеи и тенденции за самораспагање пред новото геополитичко дотерување на просторот. Проблемот со името е само згоден медиум низ кој се реализираат ваквите антимакедонски определби, лакмус кој го покажува степеност на незрелоста на целата нација. Дизнилендски воз со кој целото општество свесно е преместено од сегашноста во средниот век и уште подалеку во антиката, Јелко Кацин, како што вели. Како непожелно куче, однесено доволно далеку за да не може никогаш да се врати дома. Тоа е дел од колумната на Бранко Тричковски, која, како и секогаш, е напишана на еден, може да се каже слободно, потежок јазик, кој треба да се чита внимателно. Продолжуваме со колумната на главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник, Дарко Јаневски, кој вели 100 стапа за македонски грб. Поентата од неговата колумна може да ја објасни целата. Ние завчера имавме гостин од Грција како представник меѓу другите и на чувствителните, на чиј автомобил со црна лента беше покриена дури ознаката МК. Демократ од Европската Унија изеде 6 тони сол, минувајќи и низ земјата за која е јасен дека нема да ја признае, Косово, само да не добие наш тембел во досието. Прашање на култура, а не на политичка порака или политички гест кој можел да биде сватен вака или онака, е дали наш политичар би одбил да слета во Солун затоа што тамошниот аеродром се вика Македонија. Тоа е прашање на почит, на заемно уважување, тоа е прашање на добро соседство. А човекот не дојде како представник на Грција, тој беше овде како представник на Европската Унија. И ако проблемот со нашиот влез во Европската Унија не се глупостите од Атина, Софија и од Брисел, туку критериумите, тогаш каква врска има името на некоја писта? Тоа е ставот на Јаневски. Во овој дел го завршуваме делот за посетата на Евангелос Венизелос и продолжуваме со друг дел од случувањата. Тоа беше пријавеното труење на средношколци од Гостивар, за кое клиниката за токсикологија, како и Институтот за судска медицина не најдоа докази. Имено како што е познато во јавноста, анализите направени во овие две здравствени институции покажаат дека немало никакви токсини во крвта на гостиварските средношколци. Она што се случи понатаму се уште останува, слободно може да се каже, магливо, се уште не знаеме што навистина се случило, чекаме одговор од надлежните органи, а еве дел од колумните посветени на ова.
Антонио Спасов го коментира тоа, но и ги коментира и изјавите на поглаварот на исламската заедница, која исто така предизвика бура во јавност. Рейсот и бејта во Вселената, вели Спасев, мислејќи и на гостиварскиот градоначалник. Докторите на токсикологија помогнаа да се подрасветли троењето, кое замислете напаѓа само деца од албанска националност. Белите мантили реагираа брзо и професионално. За кратко време децата самите бараа да се заменат, одеднаш им поминаа мачнините. А потоа и сите реагенси и истражувања покажаа дека немало троење. Браво за докторите! Сега треба и државата да им помогне. На токсикологија да им се купат нови реагенси. Они што откриваат лага. Чисто, за да не се мачат докторите да трчаат да лекуваат и кога се во прашање фингерајки. Помош нема да им треба на оториноларинголозите, кои е нужно да видат што е со носот и грлото на гостиварскиот градоначалник Бејта. Го чешал носот при нормален воздух. Да не сака тој со некого да се кара. А Бејта постави сосема друго прашање. До кога ќе се трујат само децата од Западна Македонија и од Косова? Тоа е вистинско прашање. Ама тој треба да го даде одговорот. Или и за тоа конзилиум доктори на помош да бараме. Тоа е колумната на Антонио Спасев. Еве и колумната на Бранко Ѓорѓевски од Дневник, која исто така е посветена на ова прашање. Тука Ѓорѓевски коментира, анализира кои би биле мотивите за едно вакво пријавено труење. Едноставно, поради веќе завидното искуство што го имаме во пресред на секои избори, а кој покажува дека сферата на меѓунационалните односи е прва на удар, кога експресно треба да се набилда нечи партиски рейтинг, на претходните искуства со кои ни се случуваа разни примери од закани до тепачки, не треба да се потсетува. Со такви методи целите и се постигнуваа, зашто сега некој би го менувал рецептот. Наводното труење предизвикува револт кај сите засегнати. Едната страна е незадоволна, бидејќи се труја децата, а институциите тоа го оспоруваат, а другата, поради тоа што е убедена дека веќе испробаниот рецепт одново се применува. Во случајот на рейсот, пак веројатно нема граѓанин што не се поделија по верска линија во однос на неговата клетва, а тие испровоцирани чувства набрзо ќе се трансформираат и во изборната волја на денот на гласањето, а добро знаеме колку тој не е отпорен на политички влијанија околу себе. Еве анализа на Ѓорѓевски зошто сега би се појавиле вакви случувања токму пред изборите. Емисијата ја продолжуваме со политичките случувања, со оние редовни политички активности и со анализите на новинарите и колумнистите. Тука имаме дел политика, дел економија, како што и редовно се случува. Еве колумната на Бранко Ѓеровски, кој вели купени избори и објаснува. Во право беше премиерот Никола Груевски кога неодамна на опозицијата и порача: изборите не се добиваат во последните 20 дена на кампањата. Не, изборите се добиваат во последните 60 дена пред нејзиниот почеток. Тоа е она што го гледаме сега со своји очи. Предизборна корупција на сите нивоа. Не мора мене да ми верувате, верувајте им на бројките што ги соопшти власта. Од 1 јануари до 14 февруари се потрошени 80 милиони евра буџетски пари повеќе од лани во истиот период. Буџетскиот дефицит во овие 45 дена е 140 милиони евра, што представува безмалку половина од дефицитот предвиден за целата 2014 година. Тоа е колумната на Бранко Ѓеровски. Продолжуваме со исто така редовната колумна на Мирка Велиновска, која овој пат ја анализира личноста на подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Па така, Велиновска во насловот вели: портрет на бројлер политичар. Зошто според Велиновска е
Така може да се види од напишаното. Таа, мислејќи на Шекеринска, дори би можела да се класифицира типолошки како комбинација на Васил Тупурковски и Тито Петковски. Тито за мене секогаш бил човек сенка, а за Тупурковски на времето кога ќе ме караа во вечер зошто сум го критикувала обожаваниот и популарен Циле Национале, секогаш барав на лист хартија да ми набројат 3 конкретни работи што ги завршил и по кои ќе го паметат или да ми посочат што запаметиле од она што кажал, а говореше баш многу. Бидејќи никогаш не можеа да се сетат на ништо, одговорот на моето прашање зошто толку ги фасцинира беше: ништо не го разбравме, ама добро зборуваше. Шекеринска во континуитет се гради како политичар што многу зборува, но ништо не кажува. И оно што го кажува главно нема врска со она што го говори. Така вели Мирка Велиновска. А прегледот го продолжуваме со колумната на Кире Наумов, која се однесува на задолжувањата на владата. Имено Наумов тврди дека задолжувањата представени од власта за нивото на задолжувања, дека тој не е реален и дека се манипулира со бројките. Ставрески, Шинелот и Богов е насловена колумната. Тука Наумов вели дека и гувернерот на Народната банка не е искрен кога кажува и вели дека наместо 33% реалниот вкупен долг на Македонија јавен изнесува 40,2%. Сето ова им е сосема познато на Груевски, Ставревски, Богов и сите провладини економисти. Од таму е забраната никој да не смее да ја изусти бројката дека јавниот долг на Македонија е 40,2%, но тоа не е се. И оваа бројка е измама. Несватливо е на кој дереже дошол гувернерот на Народната банка, кој прифаќа податок за кој се потпишал, а тој да биде фалсификуван во извештаите на Министерството за финансии. Имено за следењето на надворешниот јавен долг е задолжена Народната банка. Во сите своји билтени, извештаи и слични документи, Народната банка вели дека надворешниот јавен долг без долгот на Народната банка на 30.9.2013 изнесува 2 милиарди и 190 милиони евра. Така вели Наумов. И емисијата ќе ја завршиме со уште една колумна, овој пат ја преземаме од надвор. Тоа е познатата хрватска колумнистка Ведрана Рудан и новинарка која е позната по својот остар јазик, по своите критични колумни. И тука Рудан објаснува зошто е разочарана од сите власти досега во Хрватска, па и од сегашната власт. Рудан вели: разбойници, измамници, убици. Не се сеќавам кога во последните 20 години сум била толку очајна. Војната беше страшна, ама се надевавме на мир. Долгогодишната ХДЗ-овска тиранија ја доживеав како елементарна непогода која ќе заврши. Кога бурата ќе се смири, ќе ги расчистиме урнатините и ќе тргнеме во нови победи со нови луѓе. Тие нови луѓе ќе имаат добри намери и чисти срца, обседнати од потребата да ја помогнат на земјата, да ги пикнат злосторниците во затвор, да им го одземат украдениот имот и да го вложат во изградба на она што претходниците го разориле. Не гласав за овие, но би лажала кога би рекла дека очекував вакво нешто. Ни на крај паметне ми беше дека Линик и компанија ќе бидат полоши од ХДЗ. Така пишува Ведрана Рудан. Почитувани, ова беше последна колумна во оваа емисија на Трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја представува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.